Докторке, благодарам што ќе зборувате за слободен печат. Каков е извештајот за последните 24 часа на итната медицинска помош? Па, последните 24 часа имавме 85 интервенции, 30 итни интервенции. Имавме, да кажем, 4 собраќајни незгоди, повреден моторциклист, повреден пешак, хроничните болни кои што имат екзацербација на нивните болести и покрај нивната терапија која не делува, викаат наша помош. Прво, пробуваме да биде тоа со совети, затоа што е летен период, ние сме со помал број на екипи, само 5 екипи, и вистина, посебно на ова топло време, имаме доста итни интервенции, како колапси, слошување, колапс на работни места, на јавни места доста. Ова е еден апел до граѓаните да се придржуваат кон нашите препораки, да во овие топли температури предпладне да ги извршуваат своите обврски најкасно до 11 часот, да одат под сенка, секогаш да имаат во нив течност, најубаво е вода за рехидрација и да избегнуваат во големите после 12 часот, посебно до 5 па и 6 можам да кажам, да не се изложуваат непотребно на сонце и на некои проблеми кои што посебно возрастните ги имаат со своето здравје. Докторке, споменавте колапси дека имаат често. Најчесто на која е причината? Еве, што вели вашето искуство деновиве? Па, овие високи температури, посебно кај пациенти кои што се со висок притисок, кај пациенти со шеќерна болест, делуваат да, притисокот, они си ја земаат својата секојдневна терапија, меѓутоа самата висока температура доведува до проширување на крвните садови, дилатација и пад на крвниот притисок. Додатно терапијата што ја пијат и кога ќе излезат на надвор, се случува да притисокот нагло падне и се случува и тој колапс. Исто така и шеќерашите се случува да имаат пад на шеќерот. Тие ни се едно од најчестите колапси. Исто така самата топлина од сонцето делува да намалување имаме на концентрацијата, заматување на свеста вртоглавици кои може до една малаксалост немок, па исто така организмот делува да, како и предколесна состојба, со влошување, со препотување. Сите тие симптоми се најчесто ради високата температура. Морам да ве прашам и во однос на клима уредите кои што ги користиме, понекогаш во одредени простори знаат да бидат многу ниски, најчесто тоа е во маркетите. Еден совет за вас, топлотен бран се случува кога нашето тело ќе се навикне 15 на минути пазарење во некој маркет или во работната средина и потоа излегуваме на плюс 40 степени. И во маркетите, и дома кога сме, значи имаме една температура која што е доста ниска, некои до 20-21 степен, па кога ќе се излези надвор на скоро 40, тоа е стварно шок за организмот. Исто така и возилата, кога влегуваат во возило, значи секогаш треба да биде тоа проветрено возилото, па после да се влези затоа што внатре е многу топло, загушливо, исто така може да дојде до колапс на состојба. И сега, во однос на препораките, сакав да ве прашам и околу течностите, што треба да консумираме, а што треба да избегнуваме овој период? Значи, најдобро е вода, може исто лимонада, да биде освежителен и вкусно, со додаток на шеќер, исто така кај тие што не се шеќераши, затоа што и притисокот и шеќерот да се одржуваат на едно ниво каде што би се осеќале добро. Лесна храна, сега имаме многу овошје, зеленчук, со кафиња да не се претарува, алкохолните пијалоци, исто така сите делуваат тоа на или намален или покачен крвен притисок. Значи, полесна храна, полесна облека, заштита на главата со шешир, тоа се препораки кои што сигурно нон-стоп ги кажуваме и мислам дека граѓаните стварно треба да ги почитуваат. Прво за нивно добро, а после и ние да можеме да постигнеме вистина да секаде да интервенираме каде што има потреба на време.
И уште за крај, секогаш даваме апел конкретно за повозрасните и за лицата кои што се хронично болни. Какви се советите за најмалите, за децата, како треба родителите да се однесуваат со најмалите во високите температури? Да, значи најмалите не знаат да кажат дека им е топло. Како што се осеќа возрастниот, исто така и малото дете треба да не го, значи, премногу облекуваат, да биде слободно ноџињата, рачињата да бидат без чорапчиња кога е многу топло. Секогаш да има течност исто, водичка, сокче, млекце, што и да е, секогаш да се рехидрира. Најважна е, значи, рехидрацијата на организмот за малите, исто така носење на шеширче, фактор за сонце, значи и возрастните и малите, зашто е стварно многу јако сонцето, може да дојде и до алергиска реакција, да имаат при себе. И на малите и на големите препорачувам исто така на очери веќе, затоа што и на видот јакото сонце делува, и сенка. Избегнување директно на сонце што е можно повеќе.